Јас се надевам дека навистина уживавте во изминативе 5 минути во овој прекрасен фолклор, во овој прекрасен сплет игри од Источна Македонија, од Академско културно-уметничкото друштво Мирча Ацев од Скопје. Како што ви кажав пред да го слушнете и да го видите ова прекрасно оро, доволно ни беше да си се сместиме во овој дел од студиото, каде што ни е наменет за нашите утрински гости. И веќе време е веднаш да ви ги представам. Ќе почнам од дамата. Ана Белевска, играорка во АКУД Мирча Ацев, и господинот Благоја Јовановски, уметнички директор на Академско културно-уметничко друштво Мирча Ацев од Скопје. Ви благодарам што утринава сте наши гости, заедно со гледачите на Алфа телевизија. АКУД Мирча Ацев, што да се каже, 7 годишна традиција, 7 години го негувате македонскиот фолклор, македонската музика на сите континенти. 74. Ете така. Дури повеќе од 7 децении. Вие сте наши културни амбасадори, секаде каде што одите и каде што не представувате, и навистина престише и чест и задоволство да се биде член на едно вакво Академско културно-уметничко друштво. Она што е повод за вашето гостување е тоа што ќе се случува веќе од 20 до 24 август, етно фестивал на солидарност. Почнува од 1967 година, каде што Скопје е град на солидарност. Им се заблагодарува на сите земји кои што дадоа придонес во обновата на нашиот град по катастрофалниот земјотрес, и во чест на тоа се случува повторно еден концерт, кажав од 20 до 24 август, а вие ќе кажете за деталите и за учесниците и програмата, се што ќе се случува овие 5 дена. Па ако може ја да почнам, обично дамите почнавам, меѓутоа јас како уметнички директор, да. Значи, како што кажавте, Академското културно-уметничко друштво Мирча Ацев, формирано 1949 година. 74 години, како што кажавте. 74 години. И работи и делува во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Со своите ансамбли, фолклорниот, хорскиот, народниот оркестар и драмскиот ансамбл. Значи, овие 74 години имаме огромен придонес во културата во градот Скопје, Република Македонија, каде што друштвото секогаш е представувано во сите земји во светот, во голем број награди во Македонија имаме освојувано, така да представува еден бренд и традиција за македонскиот народ. Така е. Поводот, како што рековте, за ова гостување, каде што ја би сакал да ги поздравам сите гледачи на Алфа телевизија, затоа што сме чести гости во вашата телевизија, е организирањето на меѓународниот студентски фолклорен фестивал, кој по 44 пат ќе се одржи во градот Скопје, и по 6 пат хорскиот фестивал кој го посветуваме на 90 години од нашиот композитор и диригент професор Драган Шуплевски. Значи, тие се поводите кои што еве денеска... Тие се два фестивали, кои што ќе се случуваат 5 дена, така. Кои ќе се, значи, одржуваат во градот Скопје од 20 до 24 Каде ќе биде локацијата? Па вака имаме за хорскиот фестивал стандардна локација, тоа ќе биде музеот на ослободителната борба, на ВМРО, како што народски е кажано, и го знаат повеќето. Концертите на фолклорниот ансамбл ќе бидат на повеќе локации. На 21 ќе биде платото на млечниот ресторан. Вториот концерт ќе ни биде на 22 во Сити Мол. На отворено, така? Не, внатре ќе биде. И третиот концерт ќе биде на платото на плоштадот во Делфина. Во Влае. Така да овие се тие официјални концерти кои што ќе бидат зацртани во програмата на овие фестивали. Покрај тоа, значи, имаме и пропратни работи. Значи, од утринските часови во програмата е предвидено семинари, каде што сите земји, учесници на фестивалот ќе се представат со своја народна носија, со нивна оригинална игра која потекнува од нивниот крај, потоа оркестар ќе се представи со нивните инструменти. И значи тоа е еден семинар кој што во утринските часови од 9:30 до 10:30 часот ќе се одржува. Имаме посета на старата Скопска чаршија, плоштадот
ќе го посетат, потоа кањонот Матка и други пропратни работи преку денот кој што ќе овозможат да сите земји и учесници кои што се дојдени на фестивалот да го запознаат градот Скопје и неговите убавини. Покрај тоа организираме национални вечери после официјалните настапи, каде што секоја земја се представува со своја национална храна, се представува својата култура, својата традиција, така. И твојата традиција. Од кои земји ќе бидат учесниците? Па значи имаме учесници од Словачка и хор и фолклорен ансамбл, потоа од Турција, од Словенија, од Србија. Значи ќе биде интересно да кажеме дека од колку часот ќе бидат концертите и дека влезете слободен, може кој сака да дојде и да ужива во овој фолклор, така? Така, сите кои имаме доста заинтересирани веќе кои се јавуваат и прашуваат кога ќе бидат концертите, настапите на ансамблите, значи од 20 часот почнуваат фолклорните вечери, 19:30 почнува хорскиот фестивал, порано малку, затоа што е тој на затворено, така да немам толку проблем со времето и така тие. Значи ги повикуваме сите, овие 4 до 5 дена, во 20 часот ги кажавте локациите, влезоте бесплатен, сите да уживаат во убавините на фолклорот. И сега ќе ја вклучиме малку и Јана во разговорот. Вие кажавте дека имате безброј настапи, имате безброј признанија, награди како академско културно-уметничко друштво за сите овие изминати 7 децении постоење. Летово ви беше работно, како впрочем и секое лето. Како и секое лето, бевте точно. во Абу Даби, бевте во Порто и во уште некои градови. Ана, ќе ни ги кажеш твоите впечатоци од Абу Даби, како ве прифати тамо публиката? Како го прифати нашиот фолклор? Па, накратко, одлично не прифати, меѓутоа, ајде да речеме, тоа беше фестивал кој што е малку поинаков од досегашните каде што сме учествувале. Ова е фестивал кој трае цело лето, организиран е така што секоја недела различна држава ги представува својата култура, своите традиции. Значи, нашиот настап, односно нашите настапи таму трае една недела, секојдневно тамошното население се запознаваше со нашата култура. Пред нашите настапи имаше еден краток видеобим каде што беа презентирани некои позначајни знаменитости од нашата земја. Да. Сето тоа се одвиваше на затворено, бидејќи нели таму е премногу топло. Да, и нивниот живот таму во летниот период е сведен на моловите. Значи се случува во моловите, на климатизирано, да, така што настапите нас ни беа во еден мол, каде што бевме постојано вклучени, односно настапите беа одредени интервали секој ден. Не ни беше тешко, многу ни беше интересно, затоа што луѓето таму се многу љубезни. Ние прв пат таму гостуваме. Само настапувавте како фолклорна? Како фолклорна, да. Имавте нешто, представувавте ова храна, некоја таква, или тоа беше само преку видеобим? Не, само преку видеобим, игравме, пеевме, ги презентиравме нашите кореографии, песни. Како бевте прифатени? Многу убаво бевме прифатени, односно луѓето од тамошното население, пак ќе кажам, беа многу љубезни. На почеток некои од нив не знаеа каде точно се наоѓа Македонија. Им објаснувавме, нели? Меѓутоа, многу од нив и знаеа каде е Македонија. И така, јас бев воодушевена од нивниот прием, од гостопримливоста и се надевам дека повторно таа истата организација, истата компанија која што го организираше овој фестивал, дека повторно ќе не повика на некој следен... Можеби следната година, повторно. Можеби се само да не е лето, да е можеби малку, да е есен или можеби зима, па на отворено, да е така. Бевте и во Порто, бевте и во други градови? Впечатоци од тамо? Да, оваа година почнавме со најмладите на фестивалот во Будва. Потоа имавме со така по мешан состав со повозрастните во гостување во Нови Сад, на Универзитетот во Нови Сад, каде што долги години соработуваме со нивниот студентски фолклорен ансамбл Сонја Маринковиќ. Имавме 2 заеднички концерти. И следуваше турнејата во Абу Даби и после враќањето од Абу Даби веднаш заминавме за фестивалот во Порто, во Португалија. Имаше некаде околу 9 земји учесници од Чиле, Мексико, Боливија, Франција, Полска, Литванија,
ние како домајќини Шпанија, од повеќе држави, каде што навистина мислам имавме доста напорни вечери, концерти, некаде после нашето прво представување, кога не видоа веќе почнаа да се јавуваат други организатори од други градови на фестивали и се случуваше во една вечер да имаме два различни концерти во два различни града. Така да малку околу тој програм, меѓутоа ние сакаме да ја представуваме нашата македонска култура, не ни беше тешко. Го посетивме Порто, го видоа фолклористите, градот е прекрасен, навечер се дружевме и сето тоа оставивме еден добар впечаток, каде што веќе од 3 организатори на фестивали добивме понуда за до година да учествуваме на нивни фестивали. Ги споменавте најмладите. Ние имаме подготвено едно видео, еден видеозапис и јас ќе ја замолам режијата ако може една минутка трае тонски да го видиме тоа, да видиме и како вашите млади водарки го изведуваат ова ора. Ете, тоа беа дечињата од Академско културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од Скопје на возраст од 9 до 12 години. Прекрасна изведба на водарки. Така. Да се вратиме ние на нашиот разговор. Ако од Мирче Ацев кажав дека е престиж и голема гордост да бидеш член, вие сега вршите и уписи во основните училишта, предпоставувам, за помладите дечиња кои би сакале да бидат ваши членови. Од која до која возраст може да се биде веќе играорец? До кога? И Ана ќе ни каже исто до кога. До кога не знаеме, ќе видиме. Додека можете да играте, така? така? Додека можеме да играме, да. Јас тоа правило го следам, па ќе видиме. Значи, секоја година во септември објавуваме еден како конкурс, каде што можат од најмали па до повозрастни да се запишат во Академското културно-уметничко друштво, фолклорниот... Значи од прво оделение, некаде од 6 години. Се од 7 години, секогаш ние препорачуваме така да таа возраст, затоа што македонскиот фолклор е специфичен и не е баш така едноставен за да може секој во помала возраст да го совлада. Да. И најдобра возраст за запишување барем во фолклорната секција е 7 годишна возраст, затоа што е долги години работам и знам на која возраст колку може да научат и да совладаат одората. И препорачуваме од 7 години да почнат и така ни се поделени групите почетниците од 7 до 10 години, од 10 години до 14 е како младинска група ја рачунаме и веќе после понатаму влегуваат во таа првата постава каде што како што кажа Ана, нема ограничување, обично до 30 до 31 година и 2, некои покасно. Додека може да се игра, нели? Бидејќи кажавте македонскиот фолклор навистина тежок за играње, нели? Имаме, значи, од понеделник до петок проби со фолклорниот ансамбл, хорскиот ансамбл исто така прави аудиција секоја година. Нивните проби се понеделник и четврток во различни простори, на различни места ни се просторите. Така да сите оние кои еве ги покануваме, кои имаат желба да учествуваат да бидат дел од Мирче Ацев, кажете само покрај фолклорен ансамбл, имате хорски ансамбл, имате народен оркестар и толку и драмската секција која што во последно време е префрлена на факултетот за драмски уметности. Така.
Добро, 7 годишна традиција, имате на вистина многу позади себе. 74. 74 години, така. 7 децениска традиција, ете така. Имате на вистина, како што кажавте, учествувано на безброј фестивали и надвор во земјата и кај нас, многу награди, признанија. Сакам да ве прашам овдека, каква ви е поддршката од Министерството за култура, од државата, колку државата вложува во нашиот фолклор? Бидејќи сепак вие сте наши културни амбасадори. Вие сте тие кои што не представувате надвор, значи ја представувате нашата култура, нашето творештво, она што е најубаво, исконско и највредно од Македонија. Значи има разлика во вложувањето. Ја мислам дека државата дури и повеќе дава за културата во Македонија од она што го гледаме како оправданост. Јас сум долги години член на, да речеме, директор на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал 33 години. Сум бил секретар на фестивалот во Долнени 15 години со нашиот Пеце Атанасовски познат гајдаџија и директор на фестивалот која беше. Директор на Галичка свадба. 4 години бев, 2 мандати бев генерален секретар на Сојузот на фолклорни ансамбли. 2 мандати председател бев и представник во ЦИО во светските организации. И мислам дека во последно време голем хаос влада и во однос на финансирањето во Министерството за култура, затоа што таму значи нема вредности кои што комисиите ги оценуваат. Секогаш комисијата кажува една сума која што е определува по однос на програмите кои конкурираме, министерката други вредности, едни на други се ги префрлаат топките, манифестации кои што воопшто не заслужуваат да бидат финансирани, се финансирани. То сето оди по партиска линија. Значи веќе јасна ни е целата ситуација. Оние кои што навистина вредат се најмалку вреднувани, оние кои што воопшто не вредат, кои што воопшто не знаат што е фестивал, зборот, добиваат средства кои што навистина ни малку не ги заслужуваат. И тоа е сето, мислам дека критика на директно на Министерката за култура, која што навистина поготово македонската култура, македонските културно-уметнички друштва ги има фрлено буквално во аут настрана, не е воопшто заинтересирана, нити прави трибини, нити прави согледување на манифестацијата, остава паушално. Даени се одредени пари, нити се контролират манифестациите, нити ништо. И мислам дека таја треба малку да се запраша и дали го заслужува тоа место моментално како министер за култура во нашата држава, затоа што нашата култура има традиција во нашите манифестации, фестивали, има доста квалитетни манифестации кои што навистина воопшто не обрнува внимание, тоа е голем минус за Министерството за култура, а како што кажав, пари се одвојуваат доволно од државата, тоа ние знаеме во која држава живееме и со какви се проблеми се среќаваме. И тие пари што се даваат за овие манифестации треба да бидат навистина оправдани. Оправдани, така е. Меѓутоа, ја кажав, одредени манифестации, затоа што сум бил на многу места представник во самите организации, знам колку пари од прилика се потребни за да се тие манифестации одржат и вистински и квалитетно, меѓутоа премногу се даваат пари. Што прават? Сите ние знаеме. Значи тоа е некој криминал кој што навистина треба да се спречи и треба навистина вистинските пари кои што се одвојуваат во државата да се дават на вистински носители на проекти. Така е, така е. По овие два фестивала кои што ги организирате, имаме уште многу малку време, ве молам во една минутка. Што е она следно што може да се очекува од Акудмир Чацев? Како проект, како следно организатор. Што треба после завршувањето на фестивалот, имаме гостување на хорскиот ансамбл на меѓународен хорски фестивал кој е со такмичарски карактер во Грција, во Паралија. Потоа со исто така младинската група одиме во Хрватска на фестивал, каде што тие на некој начин имаат смотра на нивните ансамбли кои што се со такмичарски карактер и ние сме поканети како гости кои што треба да ја представиме Македонија, да го представиме македонскиот фолклор на сите тие учесници таму. Значи тоа некаде во октомври ќе се случува, потоа завршните концерти ни се во Македонската опера и балет на крајот на година, завршниот концерт со фолклорниот и хорскиот ансамбл и така една
плодна година Плодна, навистина, ќе се после овие заокружи. ситуации со короната кои што ги имавме, Така каде е. што бевме на некој начин спречени во реализација на програмите, сега навистина се отворивме и доста имаме Работа. работа. Така е, затоа и постоите, нели? Ви благодарам уште еднаш што ни бевте наши гости. Уште еднаш подсетување до сите љубители на македонскиот фолклор од 20 до 24 да бидат гости на фолклорното на овој етно-фолклорен фестивал на Солидарност и на студентскиот хорски фестивал. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување, ви посакувам многу успешна работа и повторно ќе се видиме во некоја наредна прилика, бидејќи навистина има многу да се зборува за Акот Мирчацев. Ви благодарам. Благодариме.